Сега, во тој контекст треба да се гледа она скриената, не само на одвоен аспект, од вооружена борба дејства, туку треба да се гледат оние дејства кои се однесуваат на хибридната војна и прокси државите на Балканот. И јас ќе кажам отворено и јасно дека руски прокси држави на Балканот се Србија и Македонија. И Босна. Во еден дел. Поради Република Српска. Да. Тоа се прокси држави кои во определен момент создаваат проблем. Зошто Македонија ја ставам во таа група? Затоа што Македонија со ништо не помогна на Украина во последните 2 години. Значи, нема пристап кон помошта на Украина и тоа беше и пораката која Руте уствари ја испрати од Македонското собрание, дека безбедноста на Украина е наша безбедност тука. Зошто Србија? Затоа што таму имаме власт која е на 100 страни. Таа е и со русите, таа продава оружје на украинците, таа глуми дека сака во Европа, се приближува до Трамп и така натаму. Зошто имаме Република Српска, односно Босна? Затоа што таа е фрагилна држава. Под голем ризик. Еден од основните ризици. Поголем е ризикот во Босна отколку на Косово. Косово е затворена работа. И токму тука НАТО ќе действува и тоа начело со американците очекувам да действува, а тоа е да почне да го средува Балканот. Затоа што доколку Балканот се среди, а така пак се враќам на посетата на Руте, треба да се гледа и посетата на Руте, зашто ние ги знаеме јавните обраќања на Руте, не ги знаеме разговорите во 4 очи што е се кажано на македонскиот државен врв. Токму средувањето на Балканот како стратешка длабочина на Црноморскиот регион ќе даде можност да се решава прашањето во Украина. И од тука рускиот продор на Балканот ќе остане и понатаму во обид за хибридни закани и за неконвенционални дејства, односно да се действува врз моралот на населението, односно со проруски наратив во населението да се действува, без разлика што властите во Македонија, да земеме, зборуваат за тоа дека ние стоиме за ДСАД. Но тоа е една тема која почнеме да ја разглабаме, ќе навлеземе во еден политички наратив и политика на добивање избори и да се запрашуваме кој лажал, кога лажал и кого лажал и зошто лажал. Од друга страна, Иран ќе се обиде да предизвика поголем конфликт и мислам дека затоа и реков го поврзувам тоа со комуникацијата на Иран и Русија, ќе се обиде да предизвика поголем конфликт за да предизвика светско внимание и во тој контекст на светско внимание да сите загрозени држави, така да ги наречам загрозени држави, вршат политички притисок врз Соединетите Американски држави и Израел да ја сопрат војната. Но мислам дека тоа нема да успее, бидејќи не навлегувајќи во меѓународното право, дали е во ред постапката или не е во ред постапката, има некои други елементи поради кои треба да се гледа на агресијата на Израел и САД врз Иран. И тоа е малку по-комплицирано за објаснување. Значи, велам, надвор од меѓународното право и меѓународните односи, имаме една сосема различна состојба, која Иран на тој начин сака да ја ескалира буквално, за да може да биде во позиција на преговори со Соединетите Американски држави и Израел, но преговори во кои Европа, земјите од регионот на Блискиот и Средниот Исток и Кина ќе влијаат врз Соединетите Американски држави и Израел.